наместо да купуваме опрема која што никако не можеме да добиеме отчет за нејзе, вие не давате да се купуваат автобуси во Штип. Се разбира, почитувани граѓани, со овие 70 милиони денари ните ќе се поремети буџетот, ните ќе настанат некои тектонски пореметувања. Овие 70 милиони денари можеме да ги најдеме било каде. Можеме да ги најдеме во Врбите, можеме да ги најдеме во панорамското тркало, можеме да ги најдеме во оградата на камениот мост, која што читаме сега дека статичарите велат дека ќе падне. Можеме да ја најдеме во новите 14 милиона евра за споменици во центар. Секаде можеме да ја најдеме. 70 милиони денари за граѓаните на Штип се ситница во рамки на овај мегаломански буџет. И само тоа што го бараме ние е исклучиво во корист на граѓаните на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз не се сложува да има Врби од 250.000 евра во Вардар. Социјалдемократскиот сојуз не се сложува да има панорамско тркало. Малку потивко, Социјалдемократскиот сојуз се бори за една праведна држава во која што по приоритет ќе се делат работите на поделиме сите. Деновиве си изнаслушав разни работи во однос на примери кои што наводно не постојат. 2000 амандмани во Шкотска, министерот Ставревски рече Шкотска не е европска држава. Гледаме во Европскиот парламент и во Европската комисија не баш се договорија за буџетот. Или господине Ѓорчев, ако ми дозволите, ќе ви кажам каде има. Епа, господине Ѓорчев, господине Ѓорчев, ако може да ви кажам. Не дофрлајте од место, колеги пратеници, ќе ве молам. Продолжете, колега Макрадоли. Имам бројки и лакше се дишам. Господине Ѓорчев, само да ви кажам. Мене ми е... Се разбира... Господине Ѓорчев, не постои во деловникот одредба дека треба да има кворум за почеток на работата на отворена точка. Второ, мене ми е жал, господине Ѓорчев, навистина мене ми е жал. Господине Ѓорчев, мене ми е жал што вие не бевте на законодавна правната комисија са бајле и вака да и кажете на господиња Дулич дека го крши деловникот. Навистина мене ми е жал што се разбудивте во 14 часот и не бевте са бајле присутни да и кажете на господиња Дулич дека 4 пати го крши грубо деловникот. И тоа е, навистина ми е жал што не бевте наши сојузници са бајле. Навистина ми е жал. Мислам дека со вашата агресивност ќе успеевте да ја убедите господја Дулич да не го крши деловникот и да даде одредба дека само еден човек треба да има процедурално и тој да зборува. Навистина не може. Штета што не бевте са бајле. Навистина ми е жал што не бевте са бајле. Мислам дека не бевте... Штета што не бевте са бајле, господине Ѓорчев.
Штета што не бевте сабајле, господине Ѓорчев, и да реагирате на грубото кршење на деловникот на Законодавно-правната комисија. Затоа јас го замолив министерот Ставревски членот 79 да го пренесе, каде што точно се знае дека без матично работно тело не може да се гледа на седница и дека ова се и затоа на вистина, господине Владко Ѓорчев, жал ми е што не дојдовте сабајле да се борите за деловникот и да се борите против кршењето на деловникот. Навистина ми е жал што не бевте сабајле наш сојузник, очигледно сонот подолго ви траел, штета, инаку имаше добра борба за деловникот, сабајле за очувување на деловникот. И затоа ве молам да продолжиме со аргументацијата за амандманот за Штип, за 10 автобуси, кои што се добри за граѓаните на Штип. И навистина мислам дека не треба од сега да бидете толку лоши и дискриминаторски кон граѓаните на Штип. Навистина не знам. Граѓаните на Штип не го заслужуваат ова. Не го заслужуваат ова. Јас се сеќавам и затоа овој амандман е добар амандман и нема да направи штета на граѓаните на Република Македонија. Туку напротив, со овој амандман само ќе имаат корист граѓаните на Штип и ништо друго. И оние студенти кои што студираат во Штип. Тие се предлог. Штета што господинот Владко Ѓорчев како носител на изборна единица 3 е против овој амандман. Навистина не можам да разберам. Па вие сакавте за Штип, толку многу се фалите, ама не можам да разберам зошто им се осветувате така, им се осветувате на граѓаните на Штип. Јас се сеќавам дека многу пати сме дискутирале и за Штип, и за универзитетот. Впрочем, тој и кој што почна да го прави и да го гради за време на парламентарното мнозинство на СДСМ се донесе дисперзираните студии во Штип. Навистина штета што господинот Владко Ѓорчев многу малку се сеќава и не ја прател политиката пред да влезе во собранието. Инаку, господине Ѓорчев, јас ќе ви раскажам за буџетот. Се сеќавам кога Силвана Бонева со тенџере ми тропаше на главата, кога Никола Груевски ја вадеше картичката на председателот на собранието, кога со транспаренти мојата почитувана поранешна колешка нема да ја изменам и така натаму. И затоа е многу чудна ситуацијата. ВМРО ДПМН не сака да се донесе буџетот и кога е опозиција и кога е власт. Значи, вие секогаш сте против носењето на буџетот. Вие секогаш сакате да направите нешто само да не се донесе буџетот. А досега, ако не реагиравте вака, ќе помине десетина амандмани. Десетина амандмани ќе помине додека вие се обидувате да ја прекинете работата. Силвана Бонева не сака да се донеси буџетот кога е опозиција, не сака да се донеси буџетот кога е власт. Па што треба да сте за да сакате да се донеси буџетот? За жал, тоа е во Република Македонија. И немам влијание на камерите, Владко, знаеш. Ја на камерите немам влијание. Капитални трошоци. Немаме влијание на камерите, знаеш добро. Капитални расходи. Океј. За жал гледаме,
За жал гледаме дека во капиталните расходи Министерството за транспорт и врски планира купување автобуси и во 2014 година и за тоа планира да потроши за тоа да потроши 217 милиони денари. Значи во 2014 година, значи во 2013 1 милиарда и 200, а во 2014 270 милиона. А тука разговараме за 70 милиони денари. За 70 милиони денари. Срамота према граѓаните на Штип, на кои што за жал граѓаните на Штип не можат да стигнат до основните потреби затоа што вие го обструирате буџетот и не сакате да биде донесен. Кога се доби 100.000? Навистина не можам да ги разберам, особено господин Владко Ѓорчев како носител од изборната единица 3, кој што се противи на амандманите за Штип. Навистина не можам да го разберам, бидејќи порано пред 2011 година, кога ситуацијата драстично се промени, беше чест гостин, ама сега одавна нема дојдено и нема посетено. И затоа сакам да ве замолам, затоа сакам да ве замолам од овај буџет, ако одвоиме средства за граѓаните на Штип, ќе може и вашиот кандидат да се пофали, и вие како парламентарно мнозинство дека сте донеле пари за автобуси во Штип. Како не сваќате дека вие ја носите кредитот на ова што го зборуваме. Но, за жал, работите не се така. И во услови. Да подсетам во буџетот за минатата година, што го усвоивме, Министерството... Ке ви дадам полека. За жал... Колеги пратеници, ќе ве молам да го изслушаме колегата Макрадови. Малку тишина во салата, ќе ве молам. Кога зборувавме за лошите проектирања на тригодишни на владата, автобусите се еден од тие примери за расфрлување со бројки кои што никој не знае колку чинат. Имено, почитувани граѓани, во буџетот за 2012 година што се носеше, Министерството за финанси преку Министерството за транспорт и врски предвидувала 1 милиарда и 430 милиони денари во 2012 година. Замислете, а во 2013 980 милиони и во 2014 400 милиони денари. Овие исти луѓе што го проектирале тригодишниот план за автобусите, замислете што напишале во оваа година. Во оваа година бројките стануваат 1 милиарда и 100 и замислите во 2014 217 милиона. Никаде ги нема или бројките се расфрлуваат кој како ќе стигне, бидејќи нема јасна визија за тоа на кој начин се склучени договорите со автобусите, кој треба да ја понесе одговорноста и каде навистина завршуваат парите. Овај договор во 2009 година, иако го немаше тоа во буџетот, да ве подсетам, 2 милиарди 576 во 2009 година. Нови милиарди во 2011 година. И се разбира 728 милиони од Украина. Дојде, ќе дојде.
Ќе се врати министерот, не е проблем, ќе дојде. Колеги и пратеници, има право министерот барем 5 минути да биде отсутен. Многу добро познати. Ќе дојде министерот. Повелете колега Македонија. Многу добро познати тие работи. На министерот му се многу добро познати овие работи затоа што луѓето од Штип со такво барање беа и кај министерот. Граѓаните на Штип имаат право да знаат зошто нема средства за нив. И тука не гледам зошто мора да го обструирате носењето на буџетот кога ова е за граѓаните на Штип. Во тој автобус ќе се возат и членови на ВМРО, ДПМН и членови на СДСМ. Никој не бара пари за нешто друго. Бараме за автобуси во кои што ќе се возат студенти и граѓаните на Штип. Впрочем, овие автобуси и Владко Ѓорчев им ги ветил. Но за разлика од законодавно-правната комисија каде што се прекрши деловникот, каде што се обструира работата со преседавачот, тука се обидувате да го направите со парламентарното мнозинство. Навистина граѓаните на Штип и на Македонија не заслужуваат вакво парламентарно мнозинство кој што го кочи носењето на буџетот. Јас навистина не можам да ве разберам. До сега ќе завршев јас, ќе зборуваше господинот Биневски, ќе зборуваше господјата Снежана Вучетич, Ненче Николовски и толку ја завршив. До сега мислам дека веќе ќе бевме кај 20-тиот амандман, односно ќе бевме кај 170-тиот амандман. Штета што ја обструирате работата и не можеме да работиме по амандманите, но наше е да ги образложиме нашите аргументи